Денеска православната црква ги празнува светата маченичка Христина и преподобниот Поликарп игумен Печерски. Светата маченичка Христина. Родум е од градот Тир, ќерка на царскиот намесник Урбан идолопоклоникот. Не се знае од какви причини низините родители и го дале тоа име, Христина, но тоа во себе ја криело тајната на низиното идно следење на Христа. До својата 11-та година таа не знаела ништо за Христа, а кога наполнила 11 години, низиниот татко, за да ја скрие од светот поради низината необична убавина, до полнолетна возраст и го одредил највисокиот кат на една висока кула за таму да живее. Тој и ги пружил сите удобности за живот и дал робинки на служба и во низините одаи поставил идоли, сребрени и златни, за секојдневно да им принесува жртви. Но на душата на младата Христина и било тесно и мачно во таа идолопоклоничка средина. Гледајќи низ прозорецот, дење во сонцето и во сите убавини на светот, а ноќе во чудесното јато на блескавите звезди, таа, по својот природен разум, дошла до цврста вера во единиот жив Бог. Милостивиот Бог, видувајќи го низиниот копнеж за вистината, и испратил свој ангел кој ја покрстил со крсен знак. Ја нарекол невеста Христова и потполно ја научил во богопознанието. Тогаш Христина ги скршила сите идоли во своите одаи и со тоа предизвикала жесток гнев кај низиниот татко. Татко ја извел на суд и ја предал на маки, а потоа ја фрлил во темница со намера, утредента да ја исече со меч. Но таа ноќ, здрав и жив, Урбан ја испуштил душата своја и отишол в гроб пред неговата ќерка. После тоа, двајцата намесници, Дион и Јулијан, продолжиле да ја измачуваат оваа света девица. Храброста на Христина во трпението и чудата што ги направила со силата Божја обратиле многу тирски незнабожци во христијанството. За време на мачењето на Христина, Дион одеднаш паднал мртов среде народот. Неговиот наследник Јулијан и ги отсекол градите и јазикот на Христина. Маченичката го зела својот јазик со рака и му го фрлила во очи на Јулијан. И овој наеднаш ослепел. Најпосле, незините маки за Христа завршиле со смрт под остриот меч, а незиниот живот се продолжил во бесмртното царство ангелско. Светата Христина чесно пострадала во 3-тиот век. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи,
Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Преподобниот Поликарп, игумен Печерски. Имал љубов кон Бога и кон ближните, радост заради непорочната совест, мир заради победата на сите страсти, долготрпение при маките и бедите, благост во покорноста кон сите, милосрдие кон сиромашните, вера без сомнеж во извршувањето на заповедите, вистина во исполнувањето на заветот, кроткост во непознавањето на гневот, воздржливост и така натаму. Така добро управувал со лаврата Киево-Печерска, што по смртта не можело да се најде достоен наследник меѓу монасите. Та браќата биле принудени да го земат од светот за игумен свештеникот Василий. Светиот Поликарп се упокоил во Господа во 1182 година. Достойно est Jakovo istinu, блажити Тя Богородицу, присно блаженую и пренепорочную, и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тя величаем.
Пораки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси, Светогорец.